Почитувани гледачи, добар ден. Во денешното издание на емисијата Вашиот пратеник, наш гостин е подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски. Еден од пратениците со можеби најдолг стаж во собраниските клупи. Поранешен шеф на македонската дипломатија. Во периодот од 2008 до 2011 година Милошовски ја застапуваше Македонија во случајот Македонија-Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Страсбур. Приватно татко на Давид, Михаела, Дарија, Илина и Филип, сопруг на Симона. Подпредседателе, добре дојдовте во Собраниското студио. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Ја спомнавме вашата импресивна биографија, но каде се почетоците? Дали кога бевте средношколец, кога бевте млад, ве интересираше политиката? Па да, кога бев средношколец многу ме интересираше историја, генерално од предметите што ги изучувавме, и ме интересираше и политика. Политика пред се поврзана со Македонија, историски настани поврзани со Македонија. И тие беа почетоците, тогаш во тој период 91-92 година, осамостојувањето на Македонија, а ние како гимназијалци со повеќе другари во средното училиште во Кичево, почнавме да разговараме за тие работи и тоа ме привлече, да кажам, беше можеби иницијалниот момент да бидам политички активен и на свој 16 години се зачленив во Унијата на млади сили и од тогаш почнав и да се занимавам со политика на локално ниво, кога се запишав на правен факултет малку и по-интензивно тука во Скопје и така веќе влегов во политичките води и еве денес, од денешна гледна точка, ако смеам да си дадам оценка, задоволен сум затоа што го работам тоа што го сакам. Секогаш во животот сум сакал да бидам општествено активен и на некој начин да бидам забележан во македонската историја и можеби сум успеал да бидам токму преку она што го споменавте, случајот Македонија против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Ми беше драго што го почнавме, успеавме, ја добивме таа пресуда и така натаму, но генерално цел живот имам склоност кон историски и политички моменти кои што се поврзани со Македонија како мој или наш заеднички идеал. Без оглед на нашите професионални ангажмани и обврски, без оглед на сите животни предизвици, сите во себе носиме некои вредности, традиции од местото од каде што доаѓаме, од семејството, од нашите корени. Што најмногу влијаеше на вас да ги стекнете овие особини и како ги пренесувате нив врз вашите деца? Па, потекнувам од семејство што е традиционално, си ги почитува сите обичаи, обреди, верски празници, особено од страната на мојот татко, прославата на Великден, на Водици, на Божик, на други празници. И тоа ни беше пренесувано и преку одење во верски храм, пренесувано и преку традиција, и преку одредени песни, поврзани со одредени настани, и влијаеше на развојот на нас како деца кои што пораснавме во такво семејство. И сега гледам дека некогаш човек можеби си поставува прашање зошто мојот татко или моите родители ме учат на оваа традиција или на овој обичај, но сега јас сум во таа улога каде што забележувам дека им пренесувам на моите деца кои се традициите, обичаите и верувањето за сите овие празници. Се обидувам тоа со сопругата да го пренесам на еден соодветен начин, да биде прилагодено на нивната возраст. Давид има 17 години, Филип има 5 години, церките се некаде помеѓу 7 и 10 години, но сите гледам дека добро реагираат, децата сакаат да сознаваат нови нешта, но секако се многу љубопитни и некогаш е тешко да се одговори
на тие 1000 прашања кои што ги имаат за тоа што е Великден и зошто се слави, зошто се вапцуваат јајци, зошто се црвени, што значи символиката на кршењето и зошто правиме црвено, бело, дебело наутро на Велики четврток и многу други теми, но се интересни и јас сум задоволен дека ги воспитуваме во еден таков дух каде што семените вредности очекувам да им бидат од полза и во нивниот живот. Секој има своја кариера, своји пријатели, другари и тоа треба да го има и добро е, но семејството го сметаме за едно пристаниште. Ако човек има добро семено пристаниште, тоа што може да му биде и од помош да биде успешен и во другиот дел од животот. На почетокот на нашиот разговор ги спомнавме вашите почетоци и богатото политичко искуство. Колку тоа што го стекнавте како искуство пред да бидете пратеник и политичар ви помага денес? Па би одвоил два моменти. Прво, тоа што сум го стекнал како искуство со работа во приватниот сектор. Мојот татко имаше една, би рекол, предпријатие за трговија, каде што имавме и одредена продавница во која што јас ги започнав моите работни денови, но искуството беше големо затоа што човек без разлика дали во собрание, дали во една таква помалечка продавница, работи со луѓе. И во јавноста, и вие како новинар и другите, ние работиме со луѓе и мора да знаете да бидете и културен, и учтив, и услужлив, и да сослушате проблемот и да сте трпелив и да некогаш и да добиете и критика и пофалба. Тоа ми беше едно, би рекол, почетничко, но сепак добро искуство. И втората работа која што исто така многу ми помогна беа моите додипломски и постдипломски студии. Додипломските студии тука на УКИМ на факултетот, на правниот факултет во Скопје. Имав навистина добри професори, добри колеги, студенти, и постдипломските студии во Германија, каде што студирав меѓународни односи и европски интеграции. И тие две работи ми помогнаа многу за потоа во мојот политички ангажман да можем да го употребам и она што сум го научил во комуникацијата со луѓето, а и она што сум го совладал во теоријата што би требало да значи политиката, па истата да можем да ја применам во пракса. Членувате во повеќе работни тела во Собранието, председател сте на Комисијата за европски прашања, на Буџетскиот совет при Собранието, член сте на Комисијата за евроинтеграции, на Комисијата за уставни прашања, на Комитетот за односи меѓу заедниците. Зашто најмногу се залагате како член на овие собраниски тела? Па најмногу како председател на Комисијата за европски прашања да нема злоупотреба на европското знаменце, како што имаше во минатото. Сепак да се држиме до една процедура, затоа што законодавниот дом треба да биде пример за почитување на законите. Ако тука не се почитуваат законите, се дава многу лоша порака на пошироката публика и нормално гледам да бидам продуктивен таму каде што членувам, кога земам збор или имам иницијатива, да биде нешто конкретно со одреден проект кој што е корисен за сите. Како пратеник редовно остварувате и средби со граѓаните од вашата изборна единица. Честопати сте на терен и меѓу граѓаните од местото каде што потекнувате. Што најмногу им е потребно на граѓаните? Што ви кажуваат како проблем најчесто на овие средби? Па најчестите, да речем, потреби се поврзани со локални прашања, инфраструктурни прашања, лични одредени потреби за подобра комуникација со институциите и гледаме тука да го олесниме тој контакт на граѓанинот со било која институција. Но тоа што го воведов и како новина и драго ми е дека има добар одглас, е што почнав групи на граѓани да ги поканувам да бидат гости во Собранието. Без разлика дали некој доаѓа од Струмица, од Кичево, од Велес, од Битола, од Гевгелија или од друго место, да дојдат во Собранието, да им организираме една тура, една мала прошетка, запознавање со самата зграда, со историјатот
запознавање и разговор со повеќе пратеници кои што се присутни и да им укажеме едно внимание на почит и да го демистифицираме законодавниот дом, дека не е оној истиот како што тие го гледаат на телевизиските екрани, туку дека можат од внатре да запознаат на кој начин, каде работиме, како одлучуваме и со кои предизвици се соочуваме и ние. На што ќе се посветите до 2028 година, односно до крајот на овој мандат како пратеник, и кога би сакале граѓаните да ве запомнат по една заложба или по една ваша реализирана идеја што сте ја пренеле тука во собранието, што би било тоа? Па, заложба идеја, сметам дека тоа што ми е битно, да има што повеќе закони во кои што ќе се отстрани, условно кажано, или ќе се коригира она што претходно беше наметнато како родова идеологија, родов идентитет и некои слични недефинирани политики кои што создаваат тенденција за манипулација во образованието и со помладите луѓе. Сум за рамноправност помеѓу жените и мажите и тоа секаде го поддржувам, но сметам дека таква една чиста дефиниција и треба да стои во законите наместо некои флуидни дефиниции за родови идентитети. И втора работа, би сакал да бидам запомнат по политичка коректност и по едно повисоко ниво на политичка култура која што сметам дека во собранието треба да служи за пример. Би благодарам за овој разговор. Благодарам.